Срце. Универзален символ за љубов, добрина и сочувство. Срцето е еден од највредните органи во твоето тело. Тоа е одговорно за пумпање на крвта низ крвните садови, кои се долги вкупно 100.000 километри. Ако ги поврземе сите крвни садови во нашето тело, еден по друг, ќе ја заобиколиме земјата 2,5 пати. Крвта го минува овој пат за време на едно срцево отчукување. Овој моќен мускулен орган со големина колку една тупаница често се црта симетрично на следниот начин. Но всушност твоето срце е асиметрично. Левата страна е посилна од десната. Подоцна ќе дознае зошто е тоа така. Срцето е во средината на твоите гради, малку навалено на лево поради поголемата лева страна. Во анатомскиот модел на човечко срце, левата и десната страна се разделени со вертикален мускулен ѕид. Бидејќи го гледаме срцето од напред, левата страна е овде, а десната страна е овде. Десната страна е поделена на два дела со трилистниот залисток. Десна предкомора и десна комора. Левата страна е исто така поделена на два дела со дволистниот залисток. Лева предкомора и лева комора. Срцето има вкупно 4 комори, 2 леви и 2 десни. Крвта не останува долго во коморите. Редуцираната крв влегува и излегува од срцето во текот на едно отчукување. Таа се испумпува во белите дробови каде се оксидира. Десната предкомора е поврзана со две големи вени. Горна шуплива вена, преку која редуцираната крв од горниот дел на телото се влева во срцето, и долна шуплива вена, преку која редуцираната крв од долниот дел на телото се влева во срцето. Десната комора е директно поврзана со твоите бели дробови преку белодробната артерија која се отвара и затвара преку белодробниот залисток. Левата предкомора исто така е директно поврзана со твоите бели дробови преку белодробните вени. Левата комора е поврзана со најголемата артерија во твоето тело, аортата, која се отвора и затвора со аортниот залисток. Аортата е огромна и се разгранува од срцето па се до бубрезите и мочниот меур. Бидејќи левата срцева страна испумпува крв во аортата, таа е посилна. Преку левата страна се испумпува оксидирана крв до целото твое тело. Левото белодробно крило е помало, за да има место за поголемата лева страна од срцето. Просто е неверојатно како сите органи во твоето тело се служуваат. Нашите срца се составени од 3 неверојатни слоеви од мускули. Внатрешноста на коморите и залистоците е покриена со тенки, мазни мускулни ѕидови наречени ендокард. Поголемиот дел од срцевиот мускул е составен од многу подебел слој наречен миокард. Сето ова е покриено со перикард, кој го штити срцевиот мускул. Следниот пат, кога некој ќе зборува за стопено или скршено срце, потсети ги за структурата на срцето. Силниот мускулен орган со 4 комори и разните залистоци кои го контролираат и регулираат крвотокот. Дали ги запомни сите делови на срцето? Паузирај го видеото и обиди се да ги напишеш сите. Дали точно одговори? Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.